Прво, ќе тргнам од тоа што го знам како податок, уште од млади години. Тоа е градот на Јаков од Камена река, кој што е првиот печатар во 16 век, отишол во Венеција, во тоа време, во 16 век, отишол во Венеција и се вратил со испечатени книги на црковно-словенски јазик, кој што е темелот на нашиот македонски јазик. Значи, може да бидете горди, втемелувачи на нашата гордост, на нашиот македонски јазик. Тој јазик за кој што денеска сите зборуваме со гордост во Македонија, кој што конечно е признаен од целиот свет. Јазикот е нашиот идентитет. Јазикот е нашата татковина, зборуваше Блаже Коневски. Јазикот е нешто по што сме различни од сите други народи и народности на секаде во светот. И конечно, со договорот од Преспа, договорот со Грција кој што го постигнавме, имаме целосна заштита на нашиот македонски идентитет, целосна заштита на нашиот македонски јазик. И не само тоа, договорот е потпишан од грчка страна. Грција го признава нашиот македонски јазик. Грција го признава нашиот македонски идентитет. Ке ве подсетам по возрастните, но и по младите знаат, барем што поминале средно училиште, дека нашите дедовци, прадедовци се бореа да имаме земја која што ќе признаена од сите од целиот свет, а не да биде земја се уште дискутабилна, е признаена, под кое име е признаена, фиром ли сме, социјалистичка ли сме, народна република ли сме, република ли сме или слично. Да имаме земја во која што доминантно живее македонски народ, признаен од целиот свет и кој што зборува македонски јазик, признаен од целиот свет. Со договорот во Преспа ние го постигнавме тоа. Точно е, направивме компромис. Разграничивме северен дел на Грција, кој што се вика регион Македонија, со нашата Македонија. Но факт, сите знаеме, учевме и во учебници, дека има Егејска Македонија, дека има Пиринска Македонија. Па зборуваме за Мала Преспа, македонци кои што живеат во Албанија. Факт е дека од тој историски регион Македонија ние сме северниот или горниот дел. Преку ваквиот компромис, конечно, добивме земја признаена од сите, со народ македонски признаен од сите, кој што зборува македонски јазик признаен од сите. Ова е вековна придобивка за нашата Македонија. Затоа, почитувани граѓани на Македонска каменица, до 30 разговарајте со сите. На 30 од Сабајле, кафето пиење, дотерување и на гласање сите. Ке изгласаме да се вратиме дома, да си ги гушнеме децата и да знаеме дека сме обезбедиле нивната иднина. Јас сум убеден дека Македонија ќе гласа за интеграција во Европската унија и НАТО, поддржувајќи го договорот со Грција. Јас знам дека овој наш народ ќе гласа за Европска Македонија. Да живее македонска каменица, да живее Европска Македонија.